Почитувани присутни, јас сум Тикова Катерина, конфекцијски работник од Штип, самохрана мајка, која има керка, сега бруцош на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Ке ви се обратам накратко за да ви го прикажам моето секојдневие, за да побарам помош од вас за мене и за илјадници работници како мене и за илјадниците семејства во целата држава. Мојот живот се промени од корен, кога од медицинска сестра од Велес дојдов во Штип и почнав во 2009 да работам во конфекција. Си велев ништо страшно. Морам да заработам за мене и за мојата ќерка. Но верувајте, не е така. Секое утро кога се будам и кога ќе се сетам каде треба да одам, верувајте дека ми се плаче и дека секој ден ми се кине по дел од моево срце. Работата во конфекција е ужасна. Работното време, кое трае некогаш повеќе од 10 часа, а тоа за газдите е малку и велат дека тоа не е прекувремено. Треба да се работи од 12 и 13 часа. Работните услови се многу лоши. Со лоша светлина, смрде од текстилот, прашина кои создаваат вртоглавица, мачнина, главоболки, убива и психички и физички. На работното место, замислете само газдата кој постојано ве вреѓа и ви вика, а кога ќе дојде во 15 за 3 и ви кажат дека денеска мора да се остане за да се заврши налогот и да се товари камионот. Се работи без слободни денови, без слободни викенди, без право на одмор, а за иста плата. Ако случајно имам нека обврска да одам до општина, да речеме, или до полиција и не отидам на работа, или не дај Боже да се разболам јас или мојата ќерка, верувајте дека се крати од плата по 1000 денари и повеќе. А со мојата плата ми е страв да влезам и во маркет. Сигурно ќе се прашате зошто. Ако се задржам малку повеќе, ќе потрошам 500 и 1000 денара, ништо нема да однесам дома. А вака, го купувам најосновното, леб, млеко и излегувам. Не можам да ви опишам што значи да имате студенти и да работите во конфекција. Стравот, дали ќе имам доволно за да се школува моето дете, како ќе се снајдам и како ќе ги покријам трошоците за нејните студии е огромен и постојан. Ќе ви кажам една случка, да речем. Овој месец требаше да одиме на свадба. Со конфекцијска плата да одиш на свадба, а па сега е сезонот и за зимници, можете да замислите како може да се живе. Сметките ми останаа за наредниот месец да ги платам. Со години не сум помислила, а нити сум купила нешто парче гардероба за мене, пошто гледам да има за моето дете. Мора да биде поинаку. И во ниту еден момент нема да размислувам да работам било што. Би работела секаква работа за да се прехранам и себе и моето дете. Но кога би се покачала платата и не би ми било страв да влезам во маркет или кога ќе излезам во чаршија со ќерка ми, да ме бендеса нешто, дали мене или моево дете, и да не се двоумам дали ќе имам пари за целиот месец да го купам сето тоа. Верувајте дека би одела со песна на работа, а не со плачење. Барам
и очекувам од вас веднаш да сторите нешто за работниците. Барам да ги промените законите, кои ги штитат само газдите, а не работниците. Барам да ги покачите платите, затоа што има пари. Верувајте ми дека е така. Ако нашите газди имаат пари да возат скапи коли, живеат во луксузни куќи, нивните деца да возат исто така скапи коли и да користат скапи мобилни телефони, верувајте дека пари има. И за крај, барам да се обезбеди фиксно работно време за работниците. Барам слободни викенди и нормален годишен одмор. Барам заштита, помош и внимание. Овозможете ми, мене, на мојата ќерка и на илјадници угнетени работници да живееме нормален живот, наместо да врзуваме крај со крај.